нова тема која што засега многу млади, конкретно матуранти, истите кои што овие денови слават, а за некој ден ќе се вратат и на секојдневните обврски и рутина, меѓу другото и на интензивното размислување каде на факултет. Па со бројни разговори во периодот кој што следува во утринската програма, ние решивме да им олесниме на оваа тема. Ето, така на гости го имаме Петар, студент на Машинскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Токму од него ќе дознаеме што го мотивирало да се запише на овој факултет, кои студиски програми ги нуди, како знаењата стекнати на Машинскиот факултет се применуваат во пракса и колку е важна практичната настава и соработката со индустријата. Петар Талевски, студент на трета година индустријски дизајн. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро, добро ме најдов. Каде е полесно, во амфитеатар на предавање да се слуша на испит или вака во студио? Па искрено поголем притисок е тука, поголем ризик. Поголем притисок. Добро, се надевам убаво ќе се поминаме следниве 15 на минути. Секако да го доближиме вашиот факултет до твоите претпоставувам идни колеги. Петар, ситно броите до крајот на студиите, но и веќе ве вратам 3 години наназад. Индустријски дизајн, зошто одлуката падна за Машински? Зошто одлуката падна за Машински? Едноставно, во текот на мојот цел живот, јас се ме интересира и се занимавам со дизајн, со уметност, но не е толку просперитетно во нашата држава да се студира уметност, за жал, но едноставно кога прогледав листата на факултети, беше искрено тесно лого помеѓу архитектура и индустријски дизајн. Зошто се одлучив за индустријски дизајн, бидејќи видов програмата и видов едноставно дека се работи на нова програма со тоа што се користат нови програми за 3D моделирање и за дизајнирање и едноставно тука се пронедов. Кога веќе ги споменавме програмите, ајде малку и да навлеземе во таа тема, кои студиски програми ги нуди овој факултет и што ги прави атрактивни за идните студенти? Така, Машинскиот факултет нуди широк спектар на институти или смерови, меѓу кои производното инженерство, моторни возила, транспортна механизација, термичко и енергетско инженерство, хидравлично енергетско инженерство, материјали, процеси и иновации, индустријско инженерство и менеджмент, енергетика, екологија, мехатроника, автоматизација на управувачки системи и секако индустријскиот дизајн. Има интерес за овие струки? Има интерес, па некој е помално, некој популарни новите смерови како што се индустријскиот дизајн и индустријско инженерство и менеджмент се доста популарни на овој факултет. И тоа мора да го споменеме, она што е клучно при изборот на факултетот, секој поединечно размислува колку тоа може да биде применливо и да се вклопи на пазарот на трудот. Колку овие струки кои што ги споменавте се бараат на пазарот на трудот. Така, тоа е најбитно, затоа и студирам. Едноставно, нагорен тренд е побарувачката на машинските инженери, бидејќи се помал и помал бројот на луѓе што се запишуваат на нашиот факултет, бидејќи мислат дека малце потежок, но сепак не е така. Едноставно, јас за да се дипломира потребно да се помине практична настава или струка или пракса, така наречено. Потоа праксата секоја компанија ќе ве задржува како студент и ве вработува одма. Јас не познавам еден колега што има завршено на Машински факултет што не може да си најде работа во нашата држава. Имаме бројна индустријска зона кај што се бројни фабрики и бројни популарни брендови во нашата држава. И допрва се и проценките дека тоа уште повеќе ќе се развива и најверојатно ќе се зголемува и потребата за уште повеќе студенти. Петар, Машинскиот факултет представува основа за сите индустрии, ако земеме од енергетика до автомобилска и роботика. Каква е соработката со домашните компании? Кажавме, не познаваш некој во моментов што не е вработен, доаѓа од вашиот факултет, од вашата струка. Меѓутоа, ајде околу вработувањето по завршувањето на студиите, условите кои што се нудат, како на тоа гледаат студентите, што препорачуваат за да повеќе од младите се задржат да работат во домашните компании, да не го бараат излезот надвор, во странство, на запад? Пред све, компаниите наши се доста мотивирани, нудат дури пракси на студенти, со тоа што ќе ги мотивира доста на тука, платени им се загарантирани подпослем работни места. Постојано ни прават тури на нивните фабрики, нивните простори, не укажуваат како текот на нивната работа, не мотивираат, едноставно не остава добар впечаток за да не искочиме нашата држава. Значи се движиме кон добар правец кога зборуваме за условите и пристапот кон студентите.
во добар баланс. Оно што го знаеме низ години, многу често ни гостуваат и професори од Машинскиот факултет кои што представуваат најразлични проекти, дали станува збор меѓу другото за студентски надпревари. Имате учествувано во некакви активности изминативе 3 години? Да, благодатот на нашиот факултет е што има многу бројни студентски организации. Јас сум искрено член, председател на студентското собрание на Машински факултет исто така. Едноставно има студентски организации кои што многу го не совршуваат. Едноставно има посебни како мастер класови ги има, имам земено сертификати за студија на случаи во фабрики, едноставно бевме во македонска во наша фабрика Микросом, која што е доста популарна, нели? Едноставно задаваат реален проблем во нивната фабрика и вие имате како 3 сати да го решите тој проблем и потоа да го презентирате, секако тоа е на англиски јазик. Го решивте? Го решивме. И секако треба понатаму да најдат начин како да го имплементираат тоа. Така да не е залудно само како надпревар, туку навистина го имплементираат во индустријата. Трета година, така студент кажавме на индустријски дизајн, имаме уште како е сега со годините? Јас нели секој факултет може би различно, што една останува или сите институти на Машински факултет се состојат од 4 години студирање. Добро. Сега каде се гледаш по завршувањето? Домашна индустрија, странска компанија или уште подобро како предприемач? Во иднина се гледам така што ќе продолжам со мастер студии во нашата држава. Понатаму сакам да останам во нашата држава, едноставно ќе сакам државата, имаме доста просперитет, јас мислам дека тука и не планирам да си одам. Браво, добре е да се слушне. Да, и за крај никако на разговорот во одговорот на првото прашање споминавте многу ми намисла дека на Машински е тешко, не е тешко, не дека и не е многу лесно меѓу другото. Добро, ако си ја сака струката, најверојатно за да произведеме квалитетни кадри потребно и многу труд. Која на крајот еве Питер пораката до сите оние кои што размислуваат дали на Машински? Дали? Значи, Машинскиот факултет е факултет кој што не нуди само диплома, туку нуди реална вредност на пазарот за трудот. Едноставно, вие кога искочите утре од Машински факултет, знаете дека можете да бидете на различни струки, едноставно инженерство, енергетика, автомобилство, менеджмент, па дури сопствен бизнис. Во кој од овие сегменти вие ќе се насочите по завршување? Па искрено се наоѓам во дизајн и сакам да бидам млад предприемач. Јас се надам дека ќе успее, па со иден предприемач ќе седиме овде и ќе дискутираме во утринската кои се бенефитите од студиите, може така? Може така. Запиши бројче да си го имаме на список за овие убави теми, ќе ни треба. Петар, благодариме што утрово со таков ентузијазам, со таква љубов говореше за твојата струка, за твојот факултет, од каде што ни доаѓаш со сите предизвици со кои што се соочуваат посебно младите. Убаво беше да се слушнат твоите одговори и ќе те држиме на збор. Остануваш дома, ќе се вложуваш дома секако и се гледаме на други теми во Македонија наутро. Ние со вакви разговори, вакви теми продолжуваме и во периодов кој што е пред нас, бидејќи ова е период за одлука на идните матуранти. Токму така и како што споминавме уште на самиот старт на разговорот, ние ќе се обидеме колку можеме да им олесниме на сите матуранти во носењето на можеби една од најважните животни одлуки. А до 9 часот тема нова во фокусот ќе ни биде инклузијата, иницијална каписла за разговорите и за следните содржини ни е фестивалот на инклузија 2025 година, што ќе се одржува од 11 до 15 јуни, но деталите по првата музика за денеска може? Да. После Евергринот. Да, после Евергринот.